Така, Александра, со развојот на интернетот и луѓето се интересираат за тоа како да се препознае дисфункцијата на тироидната жлезда и сите оние пропратни работи кои што ги предизвикува како дисфункција и нели на самиот организам и како да се како превентивно да се реагира во тие ситуации. Денеска се наоѓаме во ординацијата на професор доктор Татјана Миленковиќ, од која што ќе ги дознаеме секако сите детали. Добар ден, доктор Миленковиќ, за вас и ајде да слушнеме кои се првите симптоми за да се препознае дисфункција на тироидната жлезда. Па кога зборуваме за дисфункција на тироидната жлезда, нели постојат дисфункции во правец на намалена функција на штитната жлезда или хипотиреоза и обратно, зголемена функција на штитната жлезда или хипертиреоза. Ако зборуваме и за обете, е сосема различни се симптомите, различно се препознаваат. Намалената функција на штитната жлезда обично почнува со многу незабележителни симптоми, кои што може да траат многу долго време, пред да се дојде до вистинската диагноза. Значи, може да почне со состојби кои што воопшто на изглед не се поврзани со тироидната жлезда, како во смисла на алергични реакции, во смисла на некои проблеми со опаѓање на косата, или како дифузно опаѓање, или дури како така наречена алопеција ареата, делови кои што опаѓаат на косата, слаби ногти, кршливи, и како ќе се развива понатаму болеста, ќе се јават веќе поизразени симптоми во смисол на една физичка и ментална успореност, сува кожа, добивање во телесна тежина, отоци типични многу околу очите, меѓутоа и по целото тело. Пациентите се психофизички успорени, со зарипнат глас, со веќе подифузно опаѓање на косата, кршливи ногти. Кај младите луѓе, тоа е обично болести на млади луѓе, се јавува и нарушување во менструалниот циклус, кое што може дури да оди до инфертилитет во тој период, односно неможност за забременување, кај мажите проблеми со потенцијата и така. Значи има многу симптоми, меѓутоа секако ние не сакаме да дојде таа состојба до толку напреднати симптоми, бидејќи треба на неа да се мисли и порано. Така, кога веќе ги спомнавте симптомите, превентивно, како да се реагира, кој е начинот за да се дознае дисфункцијата на тироидната жлезда, оние прегледи кои што секако треба да се направат на хормоните на човековото тело? За жал, превенција не можеме да направиме, бидејќи ако зборуваме и за обете состојби, хипо и хипертиреоза, тие се така наречени автоимуни заболувања, односно кај хипотиреозата самиот организам создава антитела, кои што се специфично насочени против штитната жлезда и во склоп на еден воспалителен процес кој што се вика тироидитис Хашимото, ја оштетува штитната жлезда и таа престанува со создавање на хормони. Слична е состојбата и кај тиротоксикоза, само тука се стимулира жлездата да создава повеќе хормони. Превенција, ова веројатно постои и генетска предиспозиција, многу е почесто кај жените, значи 6 пати повеќе кај жените генерално тироидната патологија, и бидејќи немаме специфична превенција или совет како населението да ја избегне појавата на оваа состојба, барем советуваме да се прават рутински или така речени скрининг прегледи за хормоните на штитната жлезда, како би можеле навреме да ја откриеме оваа состојба и навреме да ја третираме. Кој е третманот за третирање на тироидната жлезда и во период колку време трае? Значи, кога ќе се случи вакво автоимуно нарушување и се оштети штитната жлезда, за жал, оштетувањето е трајно. До денеска медицината не знае ниту зошто или кој е тој точен механизам кој што го предизвикува овој автоимун процес, така да не можеме да ја лечиме во вистинската смисла на зборот, меѓутоа можеме многу едноставно да ги заменуваме хормоните кои што штитната жлезда не може да ги прави со надворешно давање на обична таблетка од тие хормони. И бидејќи не можеме да го лекуваме ова нарушување, терапијата е доживотна и трајна. Меѓутоа, она што е вака охрабрувачки е тоа дека навистина ова е една од едноставните состојби за лекување во медицината, бидејќи со самото
тоа што пациентите ќе земат една таблетка или во доза која што ќе се одреди од нивниот доктор, која што е потребна да ги надомести тироидните хормони кои што се создаваат во организмот, пациентите ќе бидат комплетно здрави, без никаква рестрикција, нити во исхраната, нити во однесувањето. Таа таблета не е во контраиндикација со ниедна останата таблета, бидејќи и не е таблета, туку само надоместување за она што организмот не може да го создава. Значи, ако се открие и на време, па дури и малце подоцна, третманот на состојбата хипотиреоза е многу успешен. Што вели вашето искуство во однос на возраста на заболени од тироидната жлезда кај нас? Дали помладите, кај повозрастните се појавува почесто? Да, за жал, како и сите други автоимуни болести, и болестите на тироидејата се многу почести кај младите луѓе. Тоа значи дека од 3-та до 5-та деценија се најчесто заболените пациенти. Може болеста да се јави и кај многу помлади, и кај многу постари, меѓутоа генерално се јавува кај млади луѓе во баш најактивниот репродуктивен и период кога се физички и секако најактивни. Меѓутоа, повторно кажувам дека добрата страна на оваа состојба е дека ако се диагностицира, ако се лекува така како треба, луѓето навистина ќе имаат еден нормален и здрав живот, да, без никакви ограничувања. Доктор Миленковиќ, ви благодарам што бевте дел во вестите на телевизија Нова. Се надевам дека испративме апел до сите оние да се проверат, да ги направат оние редовни испитувања со цел да се провери нели тироидната жлезда и да се види докаде и што е целата ситуација за да нели навремено се превенира. Александра?